Библијата е запис на Божјите зборови. Во книгата Создавање е запишано Божјето дело на создавањето. Во Создавање поглавје 1 стих 26, кога Бог го создал човекот, тој рекол: да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие како што сме ние. Библичарите велат дека зборот нас е нерешена мистерија. Зошто Бог не се осврнал на себе си како мене, туку како ние? До денес, без сомнение, верувавме дека Бог е еден. Но нас не е во еднина, туку во множина. Тоа значи богови, а не еден Бог. Оригиналниот хебрејски текст на Библијата го запишува Бога, кој нарекува себе си како Елохим. На хебрејски Елохим именка во множина и значи богови. На хебрејски постои еден збор Ел Гили Елоах, што значи еден Бог. Сепак, зборот Елохим, што значи богови, се појавува повеќе од 2500 пати во Библијата. Ова значи дека Бог Творецот не е само еден. Ако Бог беше еден, дали ќе мораше да се нарече себе си нас? Лесно можеме да го разбереме ова кога ќе го видиме создавањето на Бога. Потоа Бог рече: да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие како што сме ние. И Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божи го создаде, машко и женско ги создаде. Мажот и жената се создадени по ликот на Бога, кој се нарече себе си ние. Бог не е еден, туку два, машката слика на Бога и женската слика на Бога. Луѓето ја нарекуваат машката слика на Бога Бог Отецот. Отецот е титула што ја користат децата. Без разлика колку години има еден човек, не може да се нарече отецот ако нема дете. И ако мажот има дете, тоа значи дека постои и мајка која го родила детето. Зборот отец подразбира постоење на мајка. Значи, терминот Бог Отецот те ни дава навестување дека Бог мајката постои. Библијата научи дека имаме мајка на небото. А горниот Ерусалим е слободен, тој е мајка на сите нас. Бог, кој се нарекува себе си нас во создавање, е Бог Отецот и Бог мајката. Причината зошто библичарите не ја решиле мистеријата за нас е тоа што тие не го знаеле постоењето на Бог мајката. Тогаш, зошто мора да постои Бог мајката? Достоен си, Господи. Зашто ти си создал с и според твојата волја постои с и е создадено? С на овој свет ја содржи волјата Божја. Ајде да погледнеме околу с на овој свет. Птиците што летаат на небото ги имаат своите татковци и мајки. Рибите во морето имаат свои татковци и мајки. Лавовите на ливадата исто така имаат свои татковци и мајки. Човечките суштества се исти. Исто така мора да има татко и мајка кои раѓаат деца. Бог ги создал сите суштества да примаат живот од своите татковци и мајки, а особено преку своите мајки. Дали ја знаете Божјата волја содржана во тоа? Исто како што го примаме нашиот физички живот од нашите физички мајки,
можеме да примиме духовен живот од нашиот Бог Мајката. Ова е Божја волја во сите суштества. Бог рече вечната негова сила и божественост, согледливи се уште од создавањето на светот, гледано според неговите дела, па така тие немаат изговор. Дали си го стекна животот сам? Нема никој што се родил сам од себе. Раѓањето на животот е мистерија што човечките суштества не можат да ја решат. Преку оваа мистерија можеме да го потврдиме постоењето на Бога. Ние че во Библијата е мистерија што дури ни библичарите не ја решиле. Бог, кој се осврна на себе си како нас, е Бог Отецот и Бог Мајката. И духот и невестата велат: дојди, и кој ќе чуе, нека каже, дојди, и кој е жеден, нека дојде, и кој сака, нека земе од водата на животот дару. Во времето на Светиот Дух, Бог, кој ни ја дава водата на животот, е Бог Отецот кој е Духот и Бог Мајката која е Негова невеста. Исто како што Бог ни покажа низ во светот, вечниот живот може да ни биде даден не од еден Бог, туку од Елохим Бог. Како можеме да примиме вечен живот од Елохим, Бог Отецот и Бог Мајката? Ве молам, дознајте за ова.